Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва донесуваме. Дали судот легализира структура која е безбедносна закана за државата? Информиран сум од министерот за правда дека одреден наш суд има направена регистрација на ваква заедница која што од безбедносен аспект за државата е проблем. Unë mendoj se ata të cilët e duan ta keqpërdorin, mendoj se ata fshihen. Помина и февруарија, најголем дел од рамковно вработените се уште се дома. Бидејќи тие места за кои што тие доаѓаат се веќе пополнати од наши сегашни вработени, се прави дополнување на систематизацијата. Младите се здравствено поимуни на COVID-19, но не и психолошки. Бисера, дали имате некаков контакт со училишните психолози, педагози? Не знам ни како ми се викаат педагогот и психологот, на жал. 120 пакети помош за СОС детско село, резултат од матурска задача на 3 штипјанки. Ева, колку многу, супер! Се надзирали законското решение за недела како неработен ден. Фабрики, индустрија, кај која што нема потреба од континуитет на техничко-технолошкиот процес, нема да работат во недела. Трговската мрежа нема да работи. Текстилните фабрики нема да работат. Останете налсат, со сториите се враќаме за кратко. Голема врева се крена откако граѓанскиот суд во Скопје реши да регистрира втора исламска заедница во земјава, особено што во називот го има терминот селефиска, што во многу кругови се поврзува со радикализам. Имаат ли основа наводите дека државата легализира структура што е опасна за националната безбедност? Се обиде да провери Зоран Јовановски. Петок е посебен ден за муслиманите. Во џамиите се одржува џума, најважната молитва во неделата. Верниците следбеници на исламската верска заедница се вознемирени што од неодамна во земјава постои исламска селефиска заедница, Дар ел Хадис. За радикални 99%. Тие се прават како поверници од нас, ама џабе. Не верувам дека треба, за нас мислам дека Македонија е толку што потребно е само една исламска заедница. Тие се еден изум кој никој не го прифаќа. Не знам како државата не се спротивставува на тоа. Селефиската заедница е регистрирана пред 2 месеца, на 31 декември минатата година. Решението го донесе основниот граѓански суд Скопје, а овластено лице на новата верска заедница е Џемал Јакупи од Скопје. Јакупи има 41 година, оженет е и татко е на 5 деца. Учел во средното исламско училиште Иса Бек во скопската населба Сарај, а студирал во Медина. Вели дека селефиите го следат изворното сваќање на исламот и традициите на првите муслимани. Nuk jemi një sekt që veçohemi nga musliman tjerë, por kemi disa botkuptime që na dallojnë dhe duhet me do e mos ato për këto të jemi të lirë. Pra jemi falë në xhamitë e përgjithshme të muslimanëve dhe problemi i kufizimeve ka qenë në mënyrën e praktikimit. Dhe pengesa fizike nuk kemi pasur, por ko pas kohe pengesa verbale edhe pengesa, të rrethanave janë paraqitur. Јакупи не сакаше да ни покаже како се молат тие, а како останатите муслимани. Тоа го остави за друга прилика, како што рече, кога ќе имаат своја џамија што им е една од целите. Тврди дека нивната регистрација како верска заедница е целосно законска. Ја отфрла перцепцијата на дел од јавноста дека селефиите се радикална структура што ја злоупотребува религијата. Unë mendoj se ata të cilët e duan ta keqpërdorin, mendoj se ata fshihen. Do të thonë patjetër do të fshihen, qoftë me emra të ndryshëm, qoftë me veprime jo legale. Dhe qëllimi jonë është që ta shfaqim edhe emrin, edhe organizimin, do të thonë publikisht, që të jetë e dukshme për njerëzit dhe ta gjykojnë edhe institucionet, të legjitimohemi para institucioneve, që mos jemi të fshehur, edhe të mund të na kontrollojnë në mënyrë transparente, por edhe përpara popullit, që të jemi dukshëm edhe ta vlerësojnë veprimtarinë tonë.
На регистрацијата на селефиите остро се противи исламската верска заедница. Тврдат дека верувањата и практикувањето на религијата кај селефиите се исти како кај нив, а домашниот закон во таков случај не дозволува паралелни верски заедници. Затоа и поднеле жалба до апелацискиот суд со која спорат регистрацијата на селефиската заедница. Ky akt është i turpshëm dhe shumë i dëmshëm për unitetin e muslimanëve të Maqedonisë së Veriut, dhe si i tillë është tentim për paralelizëm institucionit kushtetutar të Bashkisë Fetare Islame. Nën 2. Aktin e gjykatëses Donçevska e llogarisim tendencios, dhe me të ajo ka shkelur jo vetëm ligjin për pozitën juridike të kishës, Bashkisë Fetare dhe grupit religjos, por ka shkelur edhe praktikën juridike, që për themelimin e çdo bashkësie të re fetare të merret mendim i 5 bashkësive kushtetuare fetare. За разлика од ИВЗ, од Основниот граѓански суд Скопје велат дека законот не ги задолжува да се консултираат со ниедна институција за регистрирање на верска заедница. Потенцираат дека судот е самостоен и независен. Одлуките на првостепените судови подлежат на редовен правен лек, жалба, бидејќи не се правосилни. Па така, од страна на ИВЗ во доставената жалба на првостепената одлука донесена од страна на овој суд, се истакнати наводи дека е прекршен законот за правната положба на црквите, верските заедници и религиозните групи, а за тие наводи единствено надлежен за произнесување непосредно по Високиот суд, односно Апелациониот суд Скопје. Освен тврдењата за прекршени законски одредби, од ИВЗ не спомна други аргументи поради кои не би требало селефиите да се регистрираат како верска заедница. Но откако за ова се пожалиле и кај премиерот Зоран Заев, тој регистрирањето го оцени за безбедносно прашање. Информиран сум од министерот за правда дека одреден наш суд има направено регистрација на ваква заедница, која што од безбедносен аспект за државата е проблем. Така да верувам дека самите надлежни служби ќе влезат во решавање на такви прашања и со должно внимание и почит го разгледав документот како реакција од ИВЗ. Тоа за мене е најчудното што сум го слушнал овие денови и немам ниту еден мал прекршок во мојот живот, а камоли нешто толку драстично. Човек што сака да ти штети се крие или се маскира. А тој што сака да биде транспарентен и да биде легитимиран, мислам дека не треба да имаш од почеток лоша мисла. А после со действувањето тоа многу лесно се проверува. Јакупи не знаеше колку следбеници имаат во моментов. Рече дека нивната дејност не е тајна, дека веќе 15 години проповедаат во државава, а нивните предавања се достапни на интернет. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. Од Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи појаснуваат дека ИВЗ се повикува на член 9 став 3 од законот. Во надлежниот регистар се запишува црква, верска заедница и религиозна група, доколку претходно веќе не е извршена регистрација на таква црква, верска заедница и религиозна група. Законот е, би рекол, многу површен и не дава посебни ниту квантитативни, ниту временски, ниту квалитативни некои посебни услови за регистрација, што ние од комисијата го гледаме како причина плюс да ни се јавуваат вакви отворени прашања, со оглед на тоа што законската рамка, оваа што веќе декада наназад постои, сметаме дека е преширока, конфузна и недоречена. Затоа Сотировски смета дека е време законот да се подобрува. Не коментирајќи го конкретниот случај зашто е во жалбена постапка, генералниот став на комисијата е дека државата мора да ги гарантира човековите права и меѓународните стандарди за слобода на религија и вероисповед, но истовремено да се заштити од несакани појави. Во таа смисла, сметаме дека радикализацијата како општествен феномен, појава во која што поединеци група се дотамо радикализирани да превземаат, да прифаќаат вакви светогледи, идеологии, кои што аргументирано со право светот денес ги сваќа како опасност по јавната сигурност, по јавната безбедност, треба да не загрижи и треба да придеме со мултиперспективен приод на самата оваа појава. Оттаму сметам дека и образованието, и функционирањето, односот на држава, верски заедници
треба се третира, но и јавната сигурност преку безбедносните органи, така да како сериозна држава мора да размислиме на повеќе страни како да осигураме сигурна, стабилна и одржлива превенција на ширењето и на појавата на радикализмот. Додека се чека апелацискиот суд да одлучи дали новата исламска селефиска заедница ќе остане запишана во регистарот на верски заедници, селефиите веќе бараат поддршка од верниците за, како што пишува во овој леток, изградба на џамија, училишта и печатење верска литература. Февруари помина, беше месецот во кој требаше конечно да почнат да работат оние што добија трансфер од Министерството за политички систем. Но речиси секаде каде што проверивме, ни рекоа дека тие луѓе се уште се дома. Зошто? Од Хекура на Кифи. Pikërisht një muaj më parë, Ministri i Sistemit Politik dhe zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi njoftoi se të ashtuquajturit punonjësit e marrëveshjes kornisë të Ohrit më në fund do të fillojnë të punojnë. Bëhet fjalë për 1349 punonjës administrativ në Ministrinë për Sistem Politik, të cilët nuk shkonin në punë pasi që nuk ishin ku, ndërkohë merrnin rrogë shtetërore. Јас сум убеден дека до крајот на следната недела ќе завршиме со актите за упатување и дека луѓето ќе започнат со работа веќе до крајот на јануари. Edhe me të vërtet, grupi shpërndau aktet e udhëzimit administratorëve në institucione të tjera, në përputhje me një plan qeveritar të dakorduar më parë. Por filluan të punojnë me të vërtet pas transferimit. Drejtoria e librave am është një organ brenda Ministrisë së Drejtësisë. Sipas buxhetit për vitin 2021, në këtë institucion punojnë 501 persona. Me transferimin e punonjësve nga Ministria e Sistemit Politik, kësaj drejtorie ju shruan edhe 38 punëtorë të rinj, që është një rritje e fuqisë punëtore me rreth 7.5%. Por ndryshe nga njoftimet, ata ende nuk kanë filluar punën. Заради потребите на нивото преминување во правата, а бидејќи тие места за кои што тие доаѓаат се веќе пополнати од наши сегашни вработени, се прави дополнување на систематизацијата, се отвараат нови работни места, како што впрочем тоа се случува во секоја институција и токму поради тоа, значи како што кажав на почетокот, ние го пративме актот на систематизација во Министерството за информатичко општество. Kështu derisa të marrin sistematizimin e provuar, drejtoria nuk mund të nënshkruajë kontrata me stafin e ri dhe ata të fillojnë të punojnë. Pyetëm edhe në institucione të tjera, por e njëjta përgjigje erdhi nga kudo. Stafi i ri nuk punon. Постапката за измена на систематизацијата во Агенцијата за катастар е завршена и предадена на одобрување во Министерството за информатичко општество и администрација. Процесот е започнат со тоа што вработените првично ќе треба да ги потпишат новите договори за трансфер во рамки на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. По завршената постапка во рамки на институциите кај кои се распределуваат вработените, ќе бидат спроведени соодветни постапки, безбедносни и здравствени проверки, како и обуки за секој нововработен, за да можат соодветно да ја извршуваат својата работна задача. Nga institucionet që u drejtuan vetë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë të Ujrave, na tha se nuk kanë probleme me sistemimin që personeli i ri të fillojë të punojë. Kjo nuk do të thotë që ata kanë filluar punën. Fatmirësisht Ministria e Bujqësisë ka njësitë rajonale në të gjitha qytetet dhe besoj që edhe pse në disa rajone mund të ketë të kalim të numrit i cili është i nevojshëm dhe duhet sigurohen edhe hapësirat shtesë, siç janë në disa komuna më të mëdha, mirë po ne si ministri e kemi në plan brenda këtij vitit hapim edhe disa njësi tjera rajonale në komunat rurale, sidomos ato që janë me mbi 15.000 banor, që duhet patjetër se janë edhe komuna që janë merren me bujqësi dhe tangojnë sektorin e bujqësisë dhe besoj që në kuadër të kësaj edhe lëvizja më e afërt e këtyre njerëzve brenda vendbanimeve të tyre do arrijë që të përmbyllet me sukses. Sipas njoftimeve, institucionet në të cilat u transferua stafi nga Ministria e Sistemit Politik kishin 30 ditë kohë për të bërë sistematizime të reja nga momenti miratimit të programit të transferimit. Ministria e Shoqërisë së Informatikës kishte 7 ditë kohë për të aprovuar sistematizimet e reja. Kjo u shpjegua nga Artan Grubi kur njoftoi transferimin. Megjithse më vonë, ai tha se administratorët e transferuar do të fillojnë të punojnë deri në fund të janarit. Ne pyetëm Ministrinë e Shoqërisë së Informatikës pse njerëzit nuk shkojnë në punë, edhe pse kanë kaluar 30 plus 7 ditë. Nga Departamenti i Jeton Shaqirit morëm këtë përgjigje.
Најголем дел од институциите кои требаше да достават измени и дополнување на систематизациите ги имаат доставено и за истите имаат добиено одговор од Министерството за информатичко општество и администрација. Процесот се одвива нормално и без задоцнувања. Lidhur me faktin se persona që morën transferimin nuk kanë filluar ende me punë, megjithse të gjithë të përfshirë në proces thonë se e kanë bërë punën e tyre, ne u përpoqëm të merrnin një mendim nga zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi, por ne nuk morëm një përgjigje. Nga institucionet që ju drejtuam, vetëm drejtoria e doganave deklaroi se personeli i ri do të fillojë të punojë edhe atë nga sot. Постапката за преземање на административни службеници од Министерството за политички систем во Царинска управа е завршена. Тие ќе почнат со работа од 1 март 2021 година. Punonjësit e tjerë të Ministrisë së Sistemit Politik do të presin edhe pak. Младите полесно поминуваат со COVID-19, барем на здравствен план, што не значи дека ги одминува епидемијата. Многумина преживуваат психолошки драми, а стручна поддршка не е достапна во сите училишта. Една анализа покажува дека младите се први за намалување на плата и смена на договорот за вработување. Славица Филиповска. Новото нормално воопшто не е нормално, може да кажам слободно. Уште не знаеме како се заразивме. Лично, како мојата приватност да не постои. Таа изложеност пред камера за кратко време прави навистина голема анксиозност. Доста често не се приметуваш дека не си во ред ментално, дури не удриш дно. Живот во 4 ѕида, простор за одмор, учење, настава и колку што се може за лична приватност. Средношколката Бисера собота ја дели со незината постара сестра, со која заедно биле изолирани поради COVID-19. Престанала и со одбојка од тие групен спорт. Таа е прва година средно и лично не се знае ниту со професорите, ниту со соучениците. Многу паника ме фаќа, бидејќи мислам, иако не препишувам, сосекам како да ќе мисля дека препишувам. И све ми е тргнато на страна, телефонот ми е у кујна, а јас сум соба, за да не се слушне некако нешто, за да не мисля дека препишувам, бидејќи сега е многу потешко да докажеш дека не препишуваш. И сите кјутат, никој и професорите мислат дека никој не ги слуша, кога всушност само зависност од детето, некој не може да се мјутне, бидејќи му лае куќето, некој му се дере братот во позадина. Значи, родители може да се расправаат позади, каде што на детето да му е срам да вклучи микрофон. Дека дома не може да се има целосна контрола на просторот, се покажа и при ова интервју. Да, само. Извинете, тоа беше баба ми, за на кафе. Бисера, дали имате некаков контакт со училишните психолози, педагози, дали некогаш се вклучиле на онлайн час, или може би вие сте ги побарале? Но сега не имам спомнато. Мислам дека не се случува тоа, барем кај нас, со тоа што се гледа кој е во митингот и кој е на часот моментално. Не знам никако ми се вика педагогот и психологот, за жал, со тоа што ги немам запознаено. Што малце е тажно за ново искуство во средно училиште, како си помина, па ништо, си седав на часови згрбавена пред компјутер цел ден и после тоа пишав домашно што толку време и си легнав. Ова е нов тип на анксиозност, последица на виртуелната настава, вели училишниот психолог Ана Попризова. Училиштата како примарни места за социализација на младите се празни, но Попризова им е достапна на учениците и телефонски, и онлайн, и физички. Оти во одредена ситуација проценува дека е неопходна лична средба. Неколку пати кога дошле ученици во училиштето, само да им ја видите емотивната реакција. Значи, буквално се преплавени од она чувство на носталгија, како си поминувале тука, самиот простор што го доживуваат, за нив е многу значаен. Психологот е дел од стручната служба која треба да е стожер во секое училиште, особено во кризни времиња.
Покрај психолог, службата подразбира и специјален едукатор, социолог, социјален работник и така натаму. Треба да ги следат и оценките и поведението на учениците и наставниците. Она што е значајно, јас верувам дека сите колеги го направиле тоа, е да јавно ги објават своите податоци, значи мејл адреса, телефон, за да бидат достапни до сите ученици и до сите родители. Учениците можат и родителите да не контактираат преку класните раководители. И секако, значи, ние по потреба, во зависност од целта, се вклучуваме на некои часови. Ги отворивме веб страниците на неколку средни училишта. Сите се со различен дизајн, некаде е видливо кој е дел од стручната служба и има контакт имейл. Некаде пак ништо од тоа. Од Државниот просветен инспекторат тврдат дека не седеле со скрстени раце. Во периодот од јули до декември 2020 година инспекторатот изврши вкупно 4491 инспекциски надзор, 2732 редовни, 1464 вонредни надзори кои подразбираат и постапувања по поднесоци од лица, ученици, родители и 295 контролни инспекциски надзори, при што се констатирани 295 неправилности и се превземени мерки за нивно отстранување. Министерке, како сте убедени дека стручните служби навистина се на висина на задачата, дека постапуваат? Тоа е процес на воспоставување на поддршка. Имате информација од инспекторатот? Да, некаде се на висина на задачата, некаде не се на висина на задачата. Тоа е проблем. Истото се однесува на сите процеси кои што се случуваат во образование. Затоа засилено работиме на поддршка нивна, засилено работиме на нивна взаемна соработка, за да се зајакнат. Преку ног ниту еден систем не станува совршен, и ако нешто сте заборавиле дека постои 15 години, како за 4, 5, 6 месеци тоа ќе стане совршено? Не, тие немале ни обука соодветна, но имаме па експерти, да кажеме, во овие области кои што се во училиштата и сега тие им даваат поддршка на своите колеги онаму кај што се јавува проблем. Но секако дека Државниот просветен инспекторат и на терен, но ова се елементи кои што биле заборавани и во инспекцијската служба. Но факт е дека сега е во ризик оваа генерација која следи онлайн настава. Оваа генерација е во ризик од различни елементи, не само заради менталното здравје. И не цела како генерација, затоа што имаше школи кои што многу интензивно работеа со своите ученици и кои што држаа онлайн средби, кои што држаа и средби со физичко присуство, со одредени ученици, со одредени наставници, со одредени родители. Така да сегменти од образованието секако е повеќе во ризик, да не зборуваме за оние ученици кои што следеа настава на телевизија, секако квалитетот таму е понизок од оној кој што се случуваше со физичко присуство. Но како држава се справуваме на начин на кој што најдобро можеме со ресурсите кои што ги имаме на располагање. Секако би сакала да бевме држава која што е целосно развиена и која што има развиен образовен систем, но ние сме држава во развој и сите овие предизвици ги надминуваме на дневно ниво. Министерката Царовска вели дека е во тек екипирање на психолошко-педагошката служба во рамки на Министерството за секој член на училишните стручни служби да има кому да се обрати за совет при работењето. Пандемијата стане и некој вид на катализатор затоа што не принуди да продолжиме. Ништо подобро со пандемијата не се справуваат и малку повозрасните, студентите. Оние во прва година, бруцошите, ја пропуштија матурската вечер, а под маски го поминаа и првиот академски час. Ниту најголемиот државен универзитет, УКИМ, нема протоколи за менталното здравје на младите во COVID-19. Само неколку невладини организации се залага за тоа прашање, но сепак психолошката помош, нели да кажем на некој начин, или советот, може би доаѓа со самото тоа што е табу тема да се зборува за менталното здравје, но сепак баш оно што е најклучното кога станува збор за пандемијата и оно што се случува во светот, мислам дека е навистина потребно. Студентите бараат сите универзитети да воспостават служби за поддршка. Ја покренавме како иницијатива и кон УКИМ, како барање од страна на собранието на студенти и поднесовме и официјално и ги викнавме и ректорите да поднесат барање. Се уште немаме добиено од нивна страна, но секако сме волни да ги поддржиме и универзитетите да воспостават вакви служби за поддршка. Ниту УКИМ нема коментар на оваа тема. А кога е селективна помошта во образовните институции, дел од младите бараат помош на телефонската линија за психолошка поддршка на деца, адолесценти и нивните родители на клиниката за психијатрија во Скопје.
Од почетокот на пандемијата до февруари, телефонски на клиниката се реализирани 482 психолошки советувања, најголемиот дел за деца или млади до 19 години. 40% од вкупниот број јавувања отпаѓа на родители кои барале совет за своето дете, а во дополнителни 6% контактот директно го почнале млади луѓе. Во 11% од случаите, возрастни лица побарале советување за правата на децата. 30% од јавувањата биле од возрастни лица кои барале советување за себе и 13% се од лица вклучени во психијатриски третман. Младите најчесто се обраќале за помош поради проблеми со биоритамот, намалена училишна ефикасност, агресивност, пат на расположение. Родителите пак барале совет како да постапуваат со децата при загуба на блиска личност од COVID-19. Прашање е колкумина имале потреба, но останале на дистанца и од стручна помош. Состојбата е многу комплексна и што ќе излезе, значи какви ќе бидат последиците врз менталното здравје на младите, ние допрва ќе анализираме и допрва ќе воочуваме. Дел од младите во екот на пандемијата беа и мета на критика поради несовесно однесување. Оставете годинава нека помине, нека се стабилизира состојбата и до година ќе бидете млади. Кажете ми дали сте патувале некаде 14 дена пред почетокот? Други пак се ставија на располагање на јавните служби за да помогнат во кризата. Коронавирусот не ги поштеди и лично. Меѓу починатите се и млади со и без коморбидитети. Ова е доказ дека вирусот не штеди, никој не е имун, ниту е заштитен од него. Младите се меѓу најранливите групи на пазарот на трудот. Од почетокот на кризата заклучно со јануари, Агенцијата за вработување регистрирала 18.000 одјавени работници, од кои близу 4.000 млади. Од Сдруженијето за истражување и анализи пак ги собрале анонимизираните образци за плати, што фирмите се должни на месечно ниво да ги доставуваат до Управата за јавни приходи. Заклучокот е дека младите се најмногу на удар уште на почетокот на пандемијата. Ако направиме различни споредби, каде што анализираме и регионална структура, знаеме дека регионите се различно развиени во државата, ако направиме структура полова, мажи, жени, пак младите испаѓаат многу погодени во однос на останатите ранливи групи кои се појавуваат. Според Змај, лани во февруари имало 86.000 луѓе на возраст до 29 години кои редовно земале плата. Во април, 3.000 млади исчезнале од евиденцијата на УЈП. Во јуни бројката повторно се искачила на 86.000, што значи дека младите се вратиле на работните места, но по нови правила. Ако до пред корона кризата околу 31% од младите добивале плата под минималниот праг, тој процент во јуни се искачил на 36%. Значи, мислам дека таа разлика се должи затоа што на младите најверојатно работат на временски договори и во меѓувреме завршиле временските договори, потпишале некои нови временски договори кои биле со помали примања, тоа е едното. Другото е да изгубиле работата, а потоа да нашле работа која е помалку платена. Трето е да преминале тие од работа на полно работно време, работа на пола работно време или слично. Како и кој да ги заштити? Ако забележат дека имаат некои промени во смисол на поголема напнатост или поголема депресивност, безволност, не сакаат да се дружат, се повлекуваат комплетно, тотално, значи, губат интерес и за учење, промена во спиење, промена во исхрана, се тоа некои првични сигнали, истото и на родителите им го препорачувам, значи да обрнат внимание, тоа значи дека е добро да се побара стручна помош. Например, ако на некој на времено работно, ако на секој 3 месеци му се обновува работата, он треба да има некоја клаузула по кои услови ќе му се обнови договорот, да не биде по намален услов. Доколку тие ги губат работите, треба да бидат поддржани од државата. Мислам, од една страна, од едно поголемо истражување кое го имаме правено на ниво на цела Македонија, таму и даваме предпоставка дека државните политики за во кризата и мерките кои ги создаваат треба да имаат многу поголемо влијание за да ги заштитат маргинализираните групи, меѓу кои се и помладите, а не тие да бидат во насока на штитење на моќните лица. Секој може да направи промена. Не е слоган само за на постар, докажаа три матурантки од Штип.
Она што го почна како средношколски проект за практичниот дел од матурската работа заврши со донација од повеќе од 120 пакети за СОС детско село. Галена Николовска-Ризвановиќ. Покрај полагање по два екстерни и интерни предмети за државната матура кои ги издействуваа средношколците, со новиот концепт останува и обврската за изработка на дополнителна така наречена проектна активност. Од годинава проектната активност има и посебен практичен дел. Учениците треба да создадат дигитална творба, граѓанска иницијатива, краток филм, сторија или уметничка изведба. Тоа за 3 ученички од гимназијата Славчо Стоименски од Штип значило предизвик да изберат задача за поддршка на социјално ранливи категории граѓани. Ние избравме хуманитарната акција, да биде сите донации да отидат во СОС детско село, каде што тие понатаму ќе си ги распоредат и ќе отидат на вистинското место. Според мене големината на еден човек е во неговата хуманост и токму затоа ние ја избравме оваа проектна задача. За можноста да изберат хуманитарна акција како училиштен проект дознале од класната на Кристина, која во училиштето им предава филозофија. Улогата на менторот е само советодавна, објаснува професорката. Техничката страна околу изработката на проектот е, да речеме така, задача на менторот. Суштината на овие нови модели на проектна задача е да дојдат до израз афинитетите на учениците, потоа да тие ги изразат нивните внатрешни потенцијали, да дојдат до израз нивните знаења и способности, едноставно да се пронајдат. Хуманитарната акција на Кристина, Ангела и Анастасија почнала пред околу 2 месеца. Првите донации стигнале од најблиските, роднините, пријателите и соседите, но и од самите нив. Откако иницијативата ја споделиле на социјалните мрежи, апелот за хуманост брзо се проширил низ целата држава. Дојдовме до идеја да отвориме страница каде што ќе објавуваме како тече проектот, хуманитарната акција и луѓето да знаат дека е посериозно. И тогаш почнавме да добиваме пораки од други градови. Некои праќаа по карго, но некои не можеа, па ние одевме со наши возила и ги земавме работите. Најмногу донира облека, дубалки за бебиња, креветчиња, колички. Имаше некој што донира храна. Освен намирници и облека, трите средношколки поставиле и кутии за собирање парични средства на неколку локации низ Штип. Во текстилна фабрика, во маркет и во фризерски салон. Ева, колку многу, супер! Кутијата стоеше 3 недели кај нас. Муштериките беа сите вклучени во акцијата. Едни придонесоа помогнаа, донесоа облека, донираа парични средства, од кои и јас учествував, и јас донирав. На крај, трите средношколки собраа над 120 кутии со храна, хигиенски средства, играчки и облека. Беше потребен цел камион и помош од директорот и други професори за да се натовари матурската задача и да се однесе во СОС детско село во Скопје. Кога ги собиравме донациите, воопшто не очекувавме да собереме толку многу како што денес собравме, наполнивме цел камион и многу ни е мило што испадна така. Од парите пак што ги собрале трите матурантки одлучиле да купат таблет за да може некој од децата во СОС детско село да го користи за онлайн настава. Освен самите ученици, професорите и раководството на Штипската гимназија, изненадени од успехот на младинската иницијатива беа и домакините во СОС детско село. Директорката Александра Ивановски вели дека секоја донација е добре дојдена, но во конкретниот случај гледаат патокас за идните генерации. Кога зборуваме за младински активизам, сметам дека ова е многу значаен пример, бидејќи покажува како и образовниот систем има огромна улога во промовирање на индивидуалната филантропија, а вклучување на вакви хуманитарни проекти во едукативниот процес како дел од редовната програма е само еден чекор напред кон градење на идни генерации што излегуваат од кругот на јас и делуваат за пошироки општествени промени. Со предавањето на донацијата заврши практичниот дел од проектната задача на трите матурантки. Во следните месеци треба да подготват и научен труд за сработеното, што потоа ќе се оценува пред 3-члена комисија од професори во нивното матично училиште.
Оценката што ќе ја добијат е важна за Кристина, Ангела и Анастасија, бидејќи е дел од државната матура. Но има нешто уште поважно за нив. Мислам дека на многу лица ќе видиме насмевки и тоа за нас е најважно. Зошто доцни законското решение со кое недела треба да остане работен ден само за службите од витално значење и дали се надзира неговиот опфат? Со министерката за труд и социјала разговара Славица Филиповска. Министерке, владата ве задолжи уште во ноември, во рок од 15 дена да доставите предлог законско решение за недела да биде неработен ден. Зошто уште не е готов нацрт законот? Ние како Министерство за труд и социјална политика и надлежни за подготовка на ново законско решение, веднаш после одлуката на владата, после заклучокот од таа владина седница на почетокот на ноември, навистина почнавме координативен процес заедно со колегите од различните министерства за тоа што треба да офати ова законско решение, кој треба да биде вклучен или исклучен, на кој начин треба да се подготви. Меѓутоа, започна една сериозна дебата во општеството во која што се вклучени сите на кои што ова законско решение на некој начин се однесува или ги допира по некои од моментите во кои што треба да бидат дефинирани. Така да дебатата во која ги вклучи синдикатите, репрезентативни и нерепрезентативни синдикати, членовите на економско-социјалниот совет кои што беа покрај синдикатите и организација на работодавачи, понатаму дополнително бизнис заедницата представена преку Сојуз на стопански комори, преку Стопанската комора на Република Северна Македонија, една широка дебата со анализи за тоа кои треба да бидат дејностите кои што мора да бидат исклучок за да работат во ден недела, со една единствена цел да се овозможи непречено функционирање на општеството. Сепак виталните процеси мора да течат во општеството. А до кога очекувате да трае дебатата? Па ние веќе на некој начин го финишираме драфтот на законот. Мислам горе-долу контурите на законот веќе се дефинирани. После уште една дополнителна анализа која што ја правиме деновиве, би требало законот, такви се нашите планови, да го објавиме на ЕНР и повторно да има реакција од јавноста за тоа како треба да биде издрафтирано ова решение. Така да мислам дека многу скоро ќе го финишираме како предлог закон. Имате ли притисоци од бизнис секторот, бидејќи до сега се сметаше дека недела е формално неработен ден, меѓутоа сепак некои работеа? Јас не бих го дефинирала тоа како притисок. Ние отворивме дебатата, разговараме и сите аргументи се ставени на маса за и против. И многу е легитимно кога ова прашање го поставите на таков начин. Знаете, кога ние го постигнеме консензусот во процесот на договарање во било кој формат, дали во економскиот совет, економско-социјален совет, неформалните средби што ги имаме со различни представници на различни како работодавачи, така представници на синдикални организации, гранкови синдикати, мислам дека е многу добро и многу е здрава таа дебата да се случува, така да не го доживуваме тоа како притисок, туку како многу легитимна, многу конструктивна дебата за тоа дали и кој треба да се исклучоците. Сепак одлуката е дека ние ќе го испочитуваме она што е барање на работниците и знаете кога вие генерирате задоволство на повеќе од 2/3 од дејностите во државата, ако направите анализа дека 500-600 илјади работници ќе бидат задоволни од ова законско решение, мислам дека како влада сте испорачале една сериозна работа. Кои дејности или професии ќе бидат ослободени од работа во недела, а до сега работеле? Ова што ќе се надоврзам на ова сега што го кажав. Значи, сите фабрики, индустрија, кај која што нема потреба од континуитет на техничко-технолошкиот процес, нема да работат во недела. Трговската мрежа нема да работи. Текстилните фабрики нема да работат. Тоа е она што во најголем дел го сочинува. Може би вака делуваат 3 области кои ги споменав, меѓутоа тоа офаќа најголем дел од работниците во општеството. Ќе работат само оние што се неопходни да работат за непречено функционирање на процесите во државата. За оние што сепак ќе работат во недела, ќе следува и ден за одмор. Дали утврдивте кој ден точно ќе им биде слободен? На економско-социјалниот совет точно ја отворивме оваа дебата и тоа треба да биде процес на договарање преку организација на работодавачи и синдикатите да се усогласат кој би бил најповолниот ден. Тие приоѓаат на решавање, односно на дефинирање на денот кој што ќе го користат како ден за одмор после работењето во недела. Синдикатите имаат едни ставови, денот тоа да биде денот пред недела или после недела, меѓутоа работодавачите имаат сосема други ставови за тоа дека треба да биде искористен барем во наредната седмица. До нас стигна барање и од синдикатот на клинички центар,
кој што исто така јако се дел од синдикатите, представници на вработените во јавното здравство, тие излегува со став дека слободниот ден не мора да се користи веднаш во понеделник, затоа што процесот, организацијата на работата во здравството, а верувам и во други дејности е така направена да не може веднаш да се користи денот за одмор, туку во текот на наредните 7 дена. Така да има простор, го оставивме ова прашање да го додефинираат заедно работодавачи и синдикати, секако на крајот ќе донесеме одлука која што би значила најдобар компромис меѓу барањата на едната и на другата страна. Дали е утврдено колкав надомест ќе добијат оние што мора да работат во недела? Например, Конфедерацијата на синдикати реагираше дека ако за 50% дневницата не се зголеми, мерката би била чист популизам. Видете, воведуваме надомест за работа во недела, кој е различно од надомест во ден на неделен одмор. Овие работници кои што се во делот на исклучоците кои што мора да работат заради непречено течење на процесите, значи тие ќе добијат надомест за работа во недела. Висината на овој надомест е дефинирана како надомест дефиниран во колективен договор или закон. Значи, ова треба да биде предмет на колективно договарање. Во општиот колективен договор за вработени во приватниот сектор јасно е дефинирано дека тој износ е 50% од дневницата, што значи ќе добијат дневница и дополнително 50% за тие што се во исклучоците што ќе работат во недела, доаѓаат од приватниот сектор. За останатите е решено поинаку, за вработените во јавниот сектор, во здравството е решено со нивниот лек специјали, законот за здравствена заштита, за колективниот договор за вработените во Министерство за внатрешни работи, УПОС и така натаму. Значи секаде си има колективни договори во кои што точно е дефиниран надоместок. Имаше реакции дека не сме до тој степен развиена земја за да можеме да си дозволиме недела да е неработен ден, како и дека секоја потрошувачка е добре дојдена. Како го коментирате ова? Ние, кога го подготвувавме ова законско решение, секако дека направивме анализа и компарација меѓу она што представува неработењето во недела во западноевропските земји, меѓутоа и во земјите со кои што во едно време бевме во една иста држава. Ова законско решение постои во Словенија, ќе кажете дека е членка на Европската унија, да, меѓутоа постои во Црна Гора, која не е членка на Европската унија, тие го имплементирале ова решение. Ние не цениме дека ова ќе има негативни последици, затоа што се договараме во сите овие формати дека законското решение би почнало со имплементација после завршување на пандемијата, свесни за предизвиците што пандемијата со COVID-19 ги наметна не само здравствен, туку и економски аспект. Така да го договараме и почетокот на имплементација на ова законско решение. Кога очекувате да се изгласат измените и дали ја имате поддршката од сите владеачки партии со оглед на тесното мнозинство во собранието? Јас не би се грижала околу тоа како ќе помине процедурата, затоа што вие кога го имате парламентарното мнозинство, ова е законско решение кое што оди со просто мнозинство за изгласување, мислам штом се договориме тоа секако дел од владината програма и немам јас дилема дека ова ќе помине внатре како процес на договарање во коалицијата. Примената на законското решение ќе почне да биде од моментот кога ќе заврши пандемијата. Ние начално сме ставиле како работен датум за почеток на имплементација некаде 1 септември, што ни дава простор да ова дебата баш ја завршиме онака темелно како што треба со сите аспекти за да не испуштиме нешто во тоа како кога го подготвуваме законот. Ви благодарам. Благодарам и вам. Реклами па саботажа. Внатрепартиските комбинаторики пред престојните локални избори креираат интересен амбиент во средините каде актуелните градоначалници не се во милост на партиското раководство и на секаков начин се обидуваат таа слика да ја представат на јавноста, влегувајќи во конфронтации, дури и со оние со кои реално би требало да се во ист табор. Денеска чекам час и половина да отпочнеме со седница да одговараме на советнички прашања. Ние денес имаме трето продолжение токму затоа што вие на претходно закажана седница на советнички прашања бевте присутни само колку што вие сметавте дека сте присутни и не одседевте до крајот во петокот. А додека градските функционери на јавна сцена се расправаат за своето време, проблемите ги притискаат граѓаните кои се принудени за малку внимание од општинските комуналци да ја презентираат сета своја медицинска историја,
која дури не е толку важна во споредба со потребата да се одржува хигиената. На мене докторите ми речоа чистоќа да има. Јас со 11 кила тумор сум оперисана и сега сум кила фанала, пак ќе ме оперират за еден месец 3 пати ме отвара у Скопје на исто место. На мене хигиена ми требе, ја чинја 5.000 динара троша месечно за моето здравје, а чистоќата немам околу мојата куќа. Се разбира, секој Сизиф си го фали својот камен, ама кога ќе биде поставено прашањето како да се дојде до решение, односно ослободување од тој товар, тогаш самите влегуваат во замка каде да го паркираат, бидејќи не може да детектираат адекватна солуција. Што доаѓаат луѓе од страна, ќе паркираат, а нема кај да паркираат, а треба да платат, они не знаат како да плаќаат. Они требаше да го направат тоа со катни гаражи одамна, ама тоа не го направија, више, ама сега моментално не е доброто. Затоа треба сепак нешто повеќе, а тоа барем засега им недостасува и на локалните власти и на нестрпливите граѓани, па трагајќи по формат преку кој би се стигнало до тоа нешто. Оние кои се оставени без избор се повикуваат и бараат подршка од повисоки авторитети. А еден Господ само кал да ни даде дечко. А еден Господ само кал да ни даде дечко. Некаде дава повеќе, некаде дава помалку, затоа е мощно важно нивото да се подигнува. А тоа се прави со постојана едукација, за да може барем тие што се стремат кон висините, да почнат да користат вокабулар кој одговара на тезата која сакаат да ја пласираат. Поради локалните избори од ДИК беше најавено дека ќе бидат набавени принт терминали, па затоа ние апелиравме до година во април, мај да се одржи пописот. И на крајот, кога и без фингерпринт се остава од печаток кој останува забележан во пописните листи како сведоштво за врвно аматерско толкување на судбината. Колку и да звучи смешно, но некако кармата се намести на крај. Ем Сашо Мјалков ќе си биде негде слободен, ем Христијан Мицкоски ќе биде премиер. Ова е големо предвидување. Така, ова е предвидување. Не е лошо да се прогнозира, но не и да се верува во собствената моќ да се толкува влијанието на космичките сили. Оти во случајот не се подпираат на ништо повеќе од огромната желба. Па таа не е доволна за да се намести кармата. Пријатно до петок во 22.